демократско право како и на секој да излегува на протест. Како некој кој што е сограѓан, како некоја кој што е сограѓанка на луѓето кои што ќе одат на тој протест, јас само би кажала, се надевам дека со иста жар и посветеност ќе се борат и за други прашања и ќе ги потсетам пред само неколку недели, две, ако не се лажам, лицата со попреченост кампуваа пред владата. Јас седев со нив 3 вечери таму и не видов ниеден од верските лидери да дојде и да даде поддршка, а слушнав хорорични приказни за тоа како е да се живее со попреченост и со примање од 5000 денари месечно. И во таа смисла ги повикувам веќе наредниот ден да излезат и на друга тема. И јас исто би рекла дека тоа е демократско право, меѓутоа сметам дека сите општествени чинители имаат навистина одговорност во тоа што комуницираат и како комуницираат со јавноста. Јас го видов соопштението и морам да реагирам на нешто што беше наведено, а тоа е дека двата закона се обидува по скратена постапка да се поменат несобраниските филтри. И морам да кажам дека е неточно. Предлог законот за родова еднаквост воопшто не е во процедура, другиот закон е пуштен во редовна постапка, токму нели за да ги спречиме таквите инсинуации дека некој се обидува на брзина да помине нешто. И исто така ќе се придружам на тој апел дека со подеднаква жар треба да ги браниме сите, особено ранливите групи во нашето општество и да се застапуваме за унапредување на правата, нели буквално на сите, а не само на тие што одговараат на нашата идеологија.